Прво послание на апостол Павле до Тимотеј, 3 глава. Верно е словото. Тежне е ли некој кон епископство, тој сака добра работа. Епископот треба да е непорочен, маж само на една жена, разбран, разумен, уреден, гостолюбив, способен да поучува, не пијаница, ни насилник, ни алчен, туку кроток, миролюбив и не сребролюбив. Својата куќа добро да ја управува и да ги држи чедата во послушност со сета сериозност. Зашто кој не умее да ја управува својата куќа, како тогаш ќе се грижи за црквата Божја? Да не е ново покрстен, да не се возгорде и да падне под осуда како ѓаволот. Тој треба уште да има и добар углед кај надворешните, за да не биде укоруван и да не падне во стапицата на ѓаволот. Дјаконите исто така треба да бидат честни, недволични, да не се страсни за вино, ниту алчни за гнасна печалба. Да ја пазат тајната на верата со чиста совест. И тие треба најнапред да бидат испитани, да после, ако се непорочни, да станат служители. Исто така и нивните жени треба да бидат честни, да не се клеветнички, туку трезвени и верни во се. Дјаконите треба да бидат мажи на една жена, добро да управуваат со децата своји и куќата своја, зашто оние што служат добро како дјакони се здобиваат со угледна положба и голема смелост во верата што ја имаат во Исус Христос. А ова ти го пишувам со надеж дека скоро ќе дојдам кај тебе. Ако случајно се позабавам, да знаеш како треба да се однесуваат во Божиот дом, кој е црква на живиот Бог, столб и потпора на вистината. А несомнено голема е тајната на побожноста. Бог кој се јави во тело беше оправдан во духот, виден од ангелите, проповедан на народите, веруван во светот, вознесен во слава.